29. крајот на месецот јуни и полека го очекуваме јули и навистина кога температурите се високи, но еме Господ не благослови со едно пријатно ветерче, сигурно го чувствувате. Јас длабоко во себе го чувствувам и го разбирам и како благослов. Му благодарам на Бога за тоа што денеска се собравме тука и ви благодарам и вам, браќи и сестри, драги пријатели, што ме одвоивте од вашето време и се собравме сите тука на ова заедничко сведоштво за семејството. Како што и сите овие изминати денови говоревме и јас и сите оние кои беа во тимот да го организираме овој настан, сведоштво на семејството, а тимот го нарековме Сојуз за живот. Сите ние говоревме дека ние се собираме на овој настан, на ова сведоштво, не со цел да бидеме против некого, туку со цел да засведочиме, затоа што во животот е најбитно, најсуштински да се сведочи она што навистина го разбираме дека е вистинско, дека е живо одржливо и живо осмисливо. А нема ништо поживо осмисливо, поживо потикнувачко, поживо одржливо од бракот и семејството. Затоа сите ние сме тука собрани да испратиме порака до оние кои имаат моќ да одлучуваат во оваа наша држава, до моменталната власт и до останатите власти што ќе доаѓаат во оваа наша држава, дека ние како граѓани и како верници од сите традиционални верски заедници тука во Македонија не се согласуваме, не го прифаќаме процесот кој го гледаме дека се одвива во западните земји. Процесот кој има за цел да дојде до редефинирање на бракот, до редефинирање на семејството, до редефинирање на полот и родот. Почитувани браќа и сестри, драги пријатели, ние како граѓани на Македонија, како верници, не се согласуваме со тоа и затоа се собираме тука да испратиме порака, но и да испратиме загриженост, затоа што ние ги гледаме последиците од сиот тој проект и од сиот тој процес кој се одвива во западните општества, процес, како што реков пред малку, кој има за цел да го редефинира семејството и бракот. Последиците ги гледаме и сите усилби на сите здрави, благословени сили на Запад, кои сериозно говорат, како од верските заедници, така и интелектуалци, говорат за овој сериозен предизвик со кој се соочува човештвото. Ви благодарам што одвоивте време да учествувате во ова наше сведоштво. Секој одвоил час, 2, 3, не е битно колку, слава на Бога, но ова одвоено време е ваша жртва, но и порака дека ние, како граѓани на Македонија и како верници, сериозно застануваме против овој процес. И не само што ќе ги сведочиме нашите вредности, туку и ќе се бориме тие вредности да бидат такви како што ги живееле нашите предци и со Божји благослов ќе ги живеат и следните поколенија. Благодарам до вас, благодарам до вашата жртва, до вашата љубов. А сега, затоа што овој сојуз за живот, не случајно го нарековме сојуз, се собравме ние, представници од повеќе верски заедници во Македонија, организирани преку